Нашиот град, драги деца, е секој ден се поубав. Ги поправија улиците, ги насадија парковите и во паркот ставија клупи за старците, а лулашки за децата. Созидаа многу нови куќи. Сите други ги обелија, а старите куќи решија да ги урнат. Една таква стара куќа има и во Жолтата улица. Неодамна луѓето што живееја таму мораа да се иселат. Па таа остана празна и тиха. Мирисаше на земја и не постоеше никаква надеж дека некогаш во неа пак ќе живеат луѓе. Дојдоа децата да ја разгледаат. А како ќе ја урнат? Прашуваше Рутица. Првин ќе го симнат покривот, а потоа сите тули ќе ги изредат во дворот. Ќе им требаат кога ќе градат некоја нова куќа. Им зборуваше Велко. Да видим има ли уште нешто во куќата? Рече некој. И сите потрчаа во ходникот и по скалите. Се раштркаа по собите, се довикуваа и слушаа како нивниот глас се одбива од празните ѕидишта. На печката во кујната Рутица најде голема бела мачка. Ми журкаше на сонцето и мрзеливо се протегаше. О, остана сама. Ја праша Рутица. Сега ќе видиш наша мачка. Мачката ги затвори очите и почна да преде. А другите ништо не најдоа, освен голи ѕидишта. Тогаш во градскиот одбор им наредија на работниците. Одете во Жолтата улица и најдете ја куќата број 3. Тоа е стара, гола, наполно широка куќа, па можете веднаш да ја урнете. Работниците седнаа во камион и заминаа. И така се возеа преку 5 раскрсници. Потоа свртија налево, па покрај алејата со цвеќиња надесно и стигнаа во Жолтата улица. Бидејќи ваму ретко доаѓаат автомобили, децата многу им се радуваат. Сега сите беа собрани во старата куќа, потрчаа кон прозорецот. Камионот застана пред куќата, работниците ја погледаа и не можеа да веруваат. Ова не е стара куќа. Гледате колку деца има внатре. И тие заминаа понатаму. И по целиот град бараа друга жолта улица и друга стара куќа број 3, но не ја најдоа. Децата решија старата куќа да биде нивна. Така и остана и никогаш поубаво не си играа. Го уредија станот. Од визбата и од таванот на старата куќа донесоа сандаци и од нив направија столови, масички и полици. Секој од нив си доби по едно малечко долапче и во него си го ставаше сето она што најмногу го сакаше. Сребрени и златни книвчиња, стаклени тркалца, слики во боја исечени од часописите, занимливи книвчиња, малечки па дури искршени огледалца, шишенца од лекови, чинивчиња за водени боички, парчиња креда, стари клинци, парчиња синџир, стапови и револвер. Бидејќи долапчињата имаа безброј прегради, можеа своите драгоценности убаво да си ги чуваат. А тука
девојчињата ја покажаа сета своја снаодливост. И секој од хартија разни престирки за масичките. Донесоа цвеќиња и целата куќа се подмлади. И прозорците со нив ги закитија. Градскиот одбор повтор пат ги испрати работниците во Жолтата улица. Им го дадоа планот на нашиот град и им рекоа: Старата куќа број 3 во Жолтата улица да ја урнете уште веднаш. Со таа работа не можеме повеќе да одолжуваме. Работниците дојдоа. Два пати поминаа по улицата. Нагоре, надолу. Неколку пати запреа пред куќата број 3. А потоа рекоа: Ова не е стара куќа, луѓе. Не е ни гола, ни празна. На сите прозорци има цвеќиња. И заминаа понатаму. И цел ден бараа во градот друга жолта улица и друга стара куќа број 3. Бара, но не ја најдоа. Децата ја уреди и градината. Посадија магдонос и моркови, а и нешто камилица ако треба за чај, па црвени ротквици и јаготки. Градината убаво ја заградија. Кога беше се готово, на куќната врата го напишаа списокот на жителите. Овде живеат Рутица, Велко, Боб, Саша, Тит, Фантек и белата мачка. Родителите одвај успеа да им забранат на децата барем да не спијат во куќата број 3. Белата мачка им вети верност на децата. Цела ноќ одеше околу куќата и никого не го пушташе преку прагот. Еден ден пред куќата пак запре камионот со работниците. Тоа веќе беше трет пат како доаѓаат. Децата притрчаа до прозорците и им викнаа: Еј, здраво, здраво! Работниците ги отпоздравуваа. Боб им довикна од прозорецот и ги замоли: Чичковци, донесете ни, ве молиме, бел песок за да ги посипеме патеките во нашата градина. Така, ќе ви донесеме. Вред. Им ветија работниците, а меѓу себе се чудеа. Веќе трет пат не испраќаа да ја срушиме старата куќа број 3 во Жолтата улица. Но тоа не е стара куќа. Секој ден е се помлада. Од оджакот весело излегува дим. Низ прозорците гледаат деца. Околу куќата е убаво обработена градина, а на прагот седи бела мачка. И така се вратија во градскиот одбор. По трет пат изјавија дека куќата број 3 е најсимпатичната куќа во целата Жолта улица. А председателот, драги деца, на градежничкиот оддел го побара списокот на старите куќи во градот кои требаше да се рушат и во тој список ја пречкарта куќата број